Добар ден, криптоентузијасти. Ние остануваат уште само две од AES 2022 валутите, со тоа што ова е гласањето на нашиот канал, кое што е скоро слично на она кое што е и на Криптовалути Македонија, нема некоја голема разлика. Битно е кој е редоследот во кој што сакате да ги проследите коините за кои што моментално правиме истражување, со тоа што ова е вклучително 13-тиот коин од нашата плейлиста за коини, кои што може да ги погледнете, значи истражување на секој од овие коини поединечно. Значи рековме тоа е новиот проект на кој што работиме, тоа се топ 100 коини и токени нормално според market cap, со тоа што постепено се приближуваме кон оние со помал market cap, со тоа што како се движиме понатаму во bull маркетот, така по сигурно е да имате некој од оние со помали market capoви, така да ние како канал се обидуваме да бидеме одговорни во презентирањето на токените и коините, иако ова не е финансиски совет, со цел да ви доставиме постепено информации кои што ви се потребни како се движиме понатаму во самиот bull маркет. Со тоа што ако сеќавате, веќе заклучивме дека најдобро би било во овие неколку денови пред крајот на февруари месец да ви информираме целосно за овие 7 коини и токени од AES 2022. Разговаравме веќе неколку пати за ова, знаете и сами, че AES 2022 представува стандард на новата финансиска структура во светот, кој што практично ќе имплементира и криптовалути, а оние кои што се веќе, значи кои што се во склоп на оваа регулатива, односно се ја исполнуваат целата регулатива која што е потребна за да бидат дел од оваа инсталација, се и овие 7 токени, меѓу кои што досега направивме за сите истражувања со исклучок на IOTA и на XDC. Денеска ќе разговараме за IOTA, значи веќе направивме нормално детално истражување за XRP, едно од највеќе обработуваните на овој канал. Со тоа што нормално направивме, ако сте ги погледнале видеата во нашата плейлиста, ќе ја покажеме за некој време. Значи веќе направивме и видео за Stellar, за Quant, за Algorand, како и за Hedera Hashgraph. Со тоа што денеска уште еднаш ќе разговараме за IOTA. Значи моментално IOTA е предпоследната и последна е XDC. Со тоа што, значи, во плейлисти, повторно доколку отидете на нашиот канал, на првата страна, значи, доколку се придвижите надолу, ќе најдете страна, значи, гледате ги овде кај имињата на самите плейлисти, треба да најдете последната, значи, анализа на коини и токени, каде што може да ги проследите сите поединечни коини и токени кои што моментално сме ги обработиле, со тоа што, како што кажавме, ова е 13-тиот коин кој што треба да го обработиме, или заклучно 6-тиот од 7-те кои што ќе бидат со целосно исполнување на регулативата AES 2022. Сега, значи за IOTA има интересни работи за кои што треба да се зборува и знаете и сами секогаш истражувањето го правиме според нашите значи основни чекори, за целосно истражување за овој коин, токен, со тоа што на тој начин ќе се обидеме целосно каде што постепено ќе обработиме сите овие чекори и ќе ги собереме сите информации потребни со цел да разбереме која е поентата, односно што е толку битно за овој проект. Како и секој почнуваме со првиот дел, а тоа е значи апликација и практична примена на коинот, за што истиот се користи. Дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Прво мораме да напоменеме дека IOTA спаѓа во групата на Internet of Things, дори и оттаму и го добива дел од неговиот назив, значи IOTA, односно Internet of Things. Сега, ќе напоменеме за тоа малку подоцна кога ќе разговараме, но сакам да напоменам дека кога ќе разговараме за конкуренција, мораме да спомнеме дека еден од главните конкуренти кои што го има е Вичај. Има некоја слична примена на истиот, иако моментално Вичај не повеќе околу решавање на солуции за транспорт, додека за разлика од тоа IOTA се фокусира многу повеќе на мини транзакции, зборуваме секојдневни мали транзакции, ќе објасниме зашто е тоа така, но генерално тоа е еден од најблиските проекти кој што му е директна конкуренција, иако не заборавајте дека IOTA со оваа скица може многу да напредува за разлика од останатите, значи веќе многу пати разговаравме за ова. Кој следи нашиот канал знае точно зошто, кој не, би ве замолил да го погледнете видеото за AES 2022, многу едноставно може да го најдете на нашиот канал. Доволно е во серч барот да запишете ISO 2022 или пак само да погледнете во едукационата листа, беше само пред една недела, ако не се лажам, за да разберете зошто е толку битен овој стандард. Како и да е. Значи, сега ќе објасниме се околу IOTA, но пред да продолжиме понатаму, значи генерално самиот по себе како Tangle, како DAG,
Само Hedera Hashgraph е моментално голем проект кој што има, да речам, слична технологија на самата IOTA и за тоа ќе поразговараме повеќе. Доколку сте огледале видеото за Hedera Hashgraph, ќе сватите дека имаат ист механизам, а тоа е наместо блокчейн истите имаат значи посебен наречен DAG. Значи тоа е друг тип на технологија, односно Directed Acyclic Graph, и тоа ќе го објасниме во детали, но тоа е единствениот кој што има сличен, значи не е блокчейн како што кажавме, значи има посебен софтвер, односно технологија која што се нарекува DAG, и за тоа ќе поразговараме малку подоцна, но поентата е дека тоа е единствениот кој што е блиску до него. Сепак како Internet of Things, единствен кој што моментално има поголем маркет кап е VeChain со 2,3 билиона, додека IOTA има 700 милиони, и тоа е многу добар мал кап кој што може многу да ви донесе во профит, но затоа и носи свој ризик. И сега можеме да преминеме на објаснување на самата технологија за самиот коин, и ќе ви стане јасно зошто истиот е толку битен и зошто истиот е еден од овие 7 кои што моментално се наоѓаат на оваа листа на ISO 20022. Значи прво ќе преминеме преку самата историја, односно IOTA, односно Майота, самиот проект е многу постар од повеќето од проектите моментално во криптосветот, значи од времето кога е и самиот Ripple, например, настал во 2014 година, со тоа што првиот проект не се нарекувал IOTA, туку се нарекувал NXT Forum, во кое што имало соодветни GIN токени, кои што потоа во 2016 година се практично им е дадена шанса на оние кои што нели ги поседувале овие GIN токени да ги трансферираат во IOTA токени според нели фиксна биткоин цена на самите GIN токени, и во 2016 година официјално стартува самиот IOTA, односно Майота, како Internet of Things Space, нели коин токен, како Directed Acyclic Graph. Значи ако го гледавте видеото, пак ќе напоменам за Hashgraph, отприлика сте свесни за тоа каков тип на технологија станува збор, но денеска ќе објасниме многу подобро генерално целата. Значи ова е историјата на самата, значи на самиот проект на IOTA. Сега моментално ќе поразговараме малку околу самиот IOTA, значи ова е нивната основна страна iota.org. Значи пред да навлезам за тоа каков е самиот проект и која е неговата нели структура и сето тоа како исто функционира, значи разговаравме за што ќе биде истиот користен и зошто е дел од ова. Така. Значи првенствено мораме да забележиме дека поголемиот дел од проектите кои што се бирани се најчесто централизирани. За жал, иако самата технологија на IOTA DAG е крајно децентрализирана, сепак во оваа ситуација е централизирана, ќе објасниме како малку подоцна во видеото, но затоа се преферирани вакви продукти, односно ваков тип на блокчейни или дагови, со тоа што сега ќе објасниме некои битни работи околу IOTA и ќе ви стане јасно зошто мислам дека е дел од ова ISO 20022. Значи, кажете кои се основните три действија кои што ги прави. Social impact, значи sustainability, identity, односно да се знае каков тип на во однос на проектите кои што да речем продуктите, извинете, кои што на пример ги користите, дали се истите sustainability, односно да бидат нели green factor, да бидат од каде се истите произведени, каков тип на продукти станува збор, global trade, значи tracking на global trade, customs and borders management, односно царина и граници, и значи и track and trace. Затоа реков дека е многу сличен на ВЕТ. Значи гледате, во однос на транспорт на роба, истите има на некој начин сличен принцип на работа во однос на следење на производите кои што моментално ги трансферирате низ светот и кои што моментално ги нели со следување практично на документација потребна за царина и граници. И битниот, односно најбитниот дел, Digital Identity. Ако го гледате нашето видео, каде што разговараме за тоа кои се трите основни столба на иднината на големиот ресет, е буквално тоа. Дигитална идентификација која што ќе биде клучниот фактор за поврзување со вашиот wallet на CBDC, каде што доаѓа IOTA како една од основните играчи, претпоставувам. Значи, Self-Sovereign Identity се однесува на Borderless Digital Identity, односно на документи кои што ќе бидат признаени низ целиот свет, како што можеме да видиме. Потоа имаме втора карактеристика. Не знам каде отиде, само момент, не се поради некоја причина. Значи, рековме вториот дел е Identity of Things, повторно. Значи, не само на личности, туку и на ствари. Исто така ќе може да се дадат соодветни идентитети.
И последниот дел кој што моментално можеме да го видиме е regulatory compliance, односно значи практично да бидете во тек со правните регулативи. Значи може да приметите кои се основните карактеристики на самата iOTA преку овие делови, со тоа што јас отидов нели и во самата страна, малку разгледав, и можем да видам, значи гледате ги индустриите, односно каде истиот моментално е на некој начин најразвиен. Затоа и реков дека Global Trade and Supply Chains е уствари директен дел на VeChain, кој што моментално е апсолутен шампион во таквата категорија, но гледаме дека и iOTA самиот по себе има дел во ова. Industrial IoT, односно Internet of Things, ако се сеќавате, значи оние кои што го следат нашиот канал знаат, имаме посебна категорија, односно повторно плейлиста, каде што ги обработиме сите моментални категории на криптовалутите, каде што имаме и Internet of Things, односно тоа е онаа модерна технологија која што се користи за поврзување на практично електронските апарати околу нас, најчесто дигиталните нормално. Па тоа е фактички самиот Internet of Things кој што моментално и iOTA го спроведува, односно го има како дел од својата индустрија. Гледа дека има дели со e-health, нормално ова е мониторинг кој што моментално се прави преку IoT, знаете и сами, значи оние ствари кои што ги носиме како smartwatch и слично, уствари прават и постојано следење на нашето здравје. Customs and Border Management, ова е поврзано со првиот дел, каде што моментално имаме нели помош при транспортна трговија и најбитниот дел Digital Identity, како што кажав, значи ова е делот за кој што јас верувам дека се заинтересирани во оваа скица, затоа што ниту во еден од овие проекти не успеав да најдам значи дел кој што практично еден од овие проекти да зборува за Digital Identity, очигледно изгледа дека тоа ќе биде делот на iOTA. Така да тоа е главната работа поради која што јас верувам дека големите играчи во светот сакаат да ја присоединат iOTA во овие први 7 проекти кои што моментално се дел од оваа скица која што ја гледаме, кои што се compliant со самиот ISO 20022. Во однос на тоа што, извинете само момент, во однос на тоа што моментално го гледаме, значи на самата скица, можеме да заклучиме дека во оваа ситуација како апликација или па како практична примена, посебно за тоа да со дигитална, да речем, следење на AID на луѓето, не сум видел ниту еден друг проект кој што е моментално посебно, да речем, прво бил дел од самиот УЕФ, значи на последната конференција, а второ моментално големите играчи на вистина се обидуваат да го имплементираат во целата оваа шема. Така да во оваа ситуација како што може да забележите и сами, значи вакви проекти барем јас лично немам најдено, значи нормално дека има такви проекти со слична технологија или пак со таков тип на намена на технологијата, но сега за сега нема такви кои што моментално се очигледно преферирани од големите играчи. Сега апликации во реалниот свет нормално дека има, но ниту една апликација во светот можам да ве осигурам нема да го прави ово толку добро како што го прават блокчейн технологијата или DAG технологијата кои што се доста слични едни на други. Едната е малку подобра од другата, но тоа не го менува фактот дека си и едната и другата имаат своји позитивни и негативни страни. Извинете за месенџерот, но за жал некогаш работата ве наоѓа каде да сте, така да нели, тоа е тоа. Се извинувам за константните пампови. Тоа е тоа. Како и да е. Значи сега ќе поразговараме во однос на тоа што уствари самиот софтвер представува и како истиот функционира, затоа што е многу интересно и верувам дека повеќето од вас ќе ви се допадне самата скица на тоа како истиот е замислен и како оваа технологија функционира. Значи, иако iOTA доаѓа делумно и од Internet of Things, самиот проект е уствари именуван по циганската азбука, која што уствари значи нели најмалата можна количина. Така да оваа ситуација, значи зошто е тоа така наречено е затоа што имаме 100% бесплатни транзакции. Односно на овој леџер не се плаќа фи воопште. Значи буквално никаков фи не се плаќа моментално на ваквиот тип на пак не е леџер, но е нели так како што рековме, како и да е истиот е комплетно бесплатен. Сега, ние ќе направиме една мала разлика во однос на тоа што представува блокчейн, а што представува Directed Acyclic Graph и ќе објасниме каква е разликата и зошто да речем во оваа ситуација iOTA е многу подобра кога би станало збор за речем скейлинг на помали трансакции. Сега. Значи како што кажавме и сами, знаете и во претходниот дел каде што објаснувавме за Hashgraph, дека истиот е многу побрз. Scalable, тоа е повторно прашање на нели како ќе го развиваат и понатаму, но е многу побрз. Сега, има неколку причини поради тоа што зошто е самиот толку брз, за да го објасниме тоа потребно ние да објасниме како самиот Acyclic Graph моментално функционира
со тоа што, значи, знаете и сами дека на секој блокчейн за финализација на една трансакција потребно е да поминат барем 10 до 35 блокови во иднина за конечно истата да биде финализирана. Додека за разлика од тоа, кај асиклик графот, значи се сеќавате основната разлика помеѓу блокчейн и асиклик граф е што истиот не е како блокчейните, односно да има една низа низ која што еден треба да биде завршен за друг да започне. Овдека имаме практично мрежа која што се нарекува Tangle, која што значи зошто се бесплатни, прво сега да објасниме. Самата IOTA не поседува нодови, не поседува мајнери, не поседува ништо што врши валидација на трансакциите, освен самите учесници во оваа мрежа. Односно, сите овие букви кои што ги гледате, уствари некој што прави трансакција на IOTA токени на мрежата на IOTA, односно на Tangle. Со тоа што кога вие правите трансакција, вие станувате нод. И на тој начин вие немате потреба да платите на никого фи. Така, затоа што кога имаме блокчейн, вие фактички блокчейнот, значи за да се запише самиот блок, вие фактички ја праќате вашата трансакција преку одреден мајнер или пак нод, за истата да биде верификувана и запишана, пред да стигне практично до лицето кое што треба да прими. Во оваа ситуација тоа го немате. Односно, имате арки или edges, како што се нарекуваат, да речем равови, краеви на мрежата, каде што во оваа ситуација вие ја праќате вашата трансакција и на тој начин вие фактички во исто време и валидирате. Односно со секое праќање на следната, ако се сеќавате, ние тоа го објаснувавме во хешграф, сега да не го вадам тој црташ, идејата е дека вашата информација која што се запишува повторно, значи и овдека се запишува, и овдека има така речено леџер, но истиот е многу поинаку структуриран за разлика од една линија. Значи во овој леџер вие фактички запишувате која е вашата трансакција, која била претходната трансакција, да речеме дека сме пи, така. Значи која била претходната трансакција, кога истата е формирана, која е вашата трансакција, така, и кога истата е формирана. Така да во овие ситуации вие практично содржите информации само за најблиските кои што се моментално во вашата низа. Со тоа што еден нод, односно вашата трансакција може да се поврзе со најмалку 2, а највеќе 8 други трансакции. На тој начин сите луѓе помеѓу себе кои што учествуваат на Tangle, на самата Directed Acyclic Graph, уствари вршат валидација за самите себе си. И со тоа што, значи, може да забележите дека со вашето запишување и кога истата ќе направи следно запишување, значи, гледате како истата се конформира. Односно, немате потреба од 10 до 35 блокови да помине за истата да биде комплетно, значи, потврдена и финализирана. Односно, во првиот момент кога истата ќе почне да запишува нови трансакции после нејзе, истата е финализирана. Затоа има многу побрза финализација и затоа и се нарекува асиклик, односно не прави луп, нема враќање. Односно, сите овие се движат само во еден правец. И на тој начин фактички вие имате таков тип на мрежа наместо една линија на блокови и како што кажавме е многу побрза. Значи замислете, имате многу побрза мрежа која што нема фиц. Чи замислете колку е тоа на некој начин многу подобро од идејата на основна низа. Со тоа што, значи, истата може сега за сега со моменталната корисност на нејзиниот так да процесира од прилика околу 1000 трансакции во секунда. Сега, разликата во тоа што доколку се вратиме на блокчейн, колку повеќе луѓе користат блокчейнот, толку повеќе се зголемува практично цената на фи. Така, без разлика дали е нодови или мајнери, значи колку повеќе имаме congestion, толку повеќе се зголемува цената на фи. Додека во оваа ситуација е обратно. Значи овдека пошто немате фи, колку повеќе се зголемува мрежа, толку повеќе нодови имате за конфирмација и толку повеќе се забрзува. Што значи дека ваквиот даг е направен да во иднина колку повеќе луѓе користат, само побрз станува, наместо да биде congested. Се разбираме како што е ситуацијата со блокчейн, каде што мора да се наоѓаат како што се на пример second layer солуции на Ethereum. Тоа е значи една од оние клучни фактори кои што моментално на IOTA и дава сила да може пример да процесира целен свет на информации, пример за идентификација, за EID, каде што во оваа ситуација колку повеќе луѓе се приклучуваат, толку побрзо станува мрежата. Сега, моментално, значи еве како тоа изгледа, гледате. Фактички вие сте тој нод кој што има своји собствени клучеви, нормално вие нема логика да корупирате мрежата кога тоа е ваша трансакција, значи затоа е многу паметно направено. Кога станува збор за валидатор или за нод или за мајнер, како и да е, значи
он има причина зашто би го направил тоа, би ја корумпирал мрежата, за да може да направи, да речем, трансакција која што, например, претходно е во негова корист, но не е во корист на самата мрежа, односно корумпирана трансакција. Додека кога станува збор за мрежа во која што тоа е ваша трансакција, тоа е ваш капитал, зошто би ја корумпирале? Нема логика. Така да вие сте задолжени за практично сигурноста на вашата трансакција и вие ги имате единствено вашите клучеви, што е, нели, крајно добро. И еве како изгледа самиот тенгл, со тоа што разликата моментално е што има координатор. Односно тоа е пак на некој начин своевиден нод кој што има за цел да назначи кој нод ќе се движи кон кој. Односно координаторот дава кој ќе биде следниот нод врз кој што ќе бидат запишани овие информации во претходните. Така. Сега ова е причината поради која што моментално се е централизиран. Односно овој координатор има силата да направи на некој начин корупција на самата мрежа. И моментално, значи, самиот IOTA тим работи на комплетно елиминирање на координатор, но сега за сега тоа се уште не се случило, како и да е, значи самата мрежа во крајниот стадиум на развој треба самата себе си да се регулира, како што досега објаснив. Значи, како што кажавме, овој моментално, така речено, нод координатор, кој што назначува кој ќе биде следниот, значи во оваа низа, е единствениот начин по кој што може да се случи да имаме корупција во системот. Сега, каде е уствари главната позитивна страна на IOTA? Значи, вие може да имате милиони трансакции во денот без никаков фи, што значи дека IOTA е многу погодна за оние мали трансакции. Значи, иако може и огромни трансакции да се прават на неа, но овие најмали трансакции од типот на, пример, сакате да купите кафе, значи нормално дека не може да направите тоа на Ethereum, кога вие ќе купите кафе од $1, ќе треба да платите 40 во трансакција. Или пак ако сакате да бидете платени секој ден, каде што во однос на сатите кои што си ги изработили, не може да чекате на крајот од месецот, туку може директно да добивате фактички уплата, да речем, на IOTA мрежата, затоа што нема фи. Иако ова е, како што можеме да видиме, доста едноставно, значи кога нели гледаме дека почнува онај Web3 Authenticator, каде што веќе не се гледа уствари делот со блокчейнот, односно не мора ни да знаете како изгледаат самите wallet-и, значи вие фактички во оваа ситуација може на дневно ниво да бидете платени во IOTA без никакви физ, и тоа ја не верувам зашто би било проблем, например, на работодавците, кога наместо да имаат глобалка на крајот од месецот, може секој ден автоматски да бидете исплатени во однос на сатите. Така, значи станува збор за ситуација во која што милиони трансакции ќе бидат процесирани без физ, немате потреба од нодови, значи сето тоа е одлично. Сега, каде е проблемот? Значи, пред да продолжиме за да објасниме како моментално интегрираат second layer солуција на блокчейн, би сакал да покажам уште една интересна работа, само момент. Да, значи, моментално има заштита, и сега пред да продолжиме за second layer, кој што е многу битен, односно тоа е следниот степен на развој на IOTA, кој што е исклучиво битен, но пред да поминеме на тоа, сакам да напоменам, значи, верувам дека многу од вас кои имате истото прашање, а тоа е како, например, значи, затоа што нема физ, некој може да направи краен спам. Значи, буквално може да направи целосна доминација на мрежата. Значи, вие ако имате $1,000,000 и сите тие $1,000,000 во $1 ги праќате како трансакции, вие практично праќате 1,000,000 трансакции постојано. Што значи дека вие може да направите спам на мрежата. Моментално има соодветен нивни non-proof of work tag-based congestion control алгоритам. Тоа е фактички алгоритам кој што фактички ќе ве запре доколку правите ваков тип на огромен број на мали трансакции и на некој начин ќе ве казни за тоа што го правите. Сега тоа е моментално така направено, но понатаму затоа што овој алгоритам кој што треба да процени сам, значи понатаму ќе има, значи еве, да погледнете како е интересно направено тоа. Значи идејата е фактички да има посебен токен кој што ќе се нарекува мана токен, кој што како таков ќе биде уствари на некој начин газ на IOTA мрежата. Но овој ќе биде користен исклучиво како да пример да направите вашата трансакција да биде со првенство. Се разбираме? Само поради таа причина, со ништо друго. Значи ако сакате регуларно вашата трансакција и понатаму да помине според нели нормалната брзина, тоа ќе го оставите така. Но понатаму, значи еве гледаме дека моментално се обидуваат да внесат така речено мана токен кој што значи јас верувам дека се спремаат за масовна адаптација, да бидеме реални. Затоа што досега јас не гледам причина зошто би имало конгестија на самиот систем, кога велиме дека колку повеќе корисници, толку повеќе се забрзува. Но кога гледаме дека и покрај тоа они моментално се обидуваат да направат втор степен на safety механизам со кој што вие фактички ќе имате токени мана со цел да забрзате вашата трансакција, тоа значи дека барем според јас оно што го гледам моментално се обидуваат да се припремат себе си за масовна адаптација
односно јас верувам дека ова е причината. Така да верувам дека самите се во очекување дека ќе добијат голем број на трансакции од некаде, останува да видиме од каде, а замислите ако например VEF одлучи дека IOTA ќе биде исклучиво леџерот на кој што моментално ќе бидат запишувани сите AIDs. Чи замислете. Така да ова многу ќе ви треба, така да бидеме реални. Сега, каде е интересниот дел? Значи, сториджот на IOTA, зашто например секој може да биде нод? Затоа што вас ви е потребен само дел од леџерот на IOTA. Иако истата е запишана на соодветни нодови на самата IOTA, значи вие фактички мора да имате само еден дел, односно само оние трансакции кои што биле пред вас и оние трансакции кои што се по вас. Практично, затоа и ваквата мрежа е подобна да биде користена од било која индивидуа со буквално обичен мобилен телефон, во однос на тоа дека ви е потребен само мал дел од целиот овој леџер, само моменталната состојба за да може да бидете нод, за разлика например од Bitcoin и Ethereum каде што имате отприлика 350-280 гига кои што мора да ги имате постојано за да може да процесирате трансакции, значи мора да го имате целиот леџер. Тоа е едно од позитивните работи и затоа е подобна за најмали работи да може да бидат дел како нодови практично. Сега ова е токеномија, ќе се вратиме на истата, но прво сакам да објаснам моментално што се случува со ова е дело со roadmap. Значи, чисто да погледнеме до каде стигнавме моментално, значи објасниме каков тип на, во случајов не е блокчейн, туку е Directed Acyclic Graph. Ќе поразговараме малку повеќе околу токеномијата малку подоцна, но во оваа ситуација јас верувам дека ви е многу појасно за каков тип на технологија станува збор, затоа што без да го разберете ова, нема да разберете која е нивната цел и зошто се уникатни и зошто се потребни на ISO 20022, односно на големите играчи со цел практично воведување на овие бирани значи блокчейни во следниот економски систем. Сега, за да објасниме во однос на roadmap, прво сакам да објаснам дека самиот IOTA со цел да може да се разгради, значи самиот DAG не е подобен за смарт контракти. Значи Hashgraph има своја солуција како го направил тоа, додека во оваа ситуација истото важи и за IOTA, каде што интегрирале на самиот DAG, значи не може да направите смарт контракти, но second layer солуција која што е поврзана со самиот DAG е уствари second layer на блокчейн технологија. Односно, самиот IOTA има како што е на пример во ситуацијата каде што имате пример Polygon на Ethereum, кој што е фактички паралелен чейн кој што помага со scalability, во оваа ситуација имате паралелен смарт блокчейн кој што има смарт контракти поврзан на DAG-от. Се разбираме? На тој начин фактички затоа и се нарекува off-tangle, значи практично е сайдчейн на самиот IOTA, кој што моментално истиот има и смарт контракти, значи ќе покажеме дека ефективно се стигнати до тој степен, значи има смарт контракти и како тако фактички има бридж, односно има мост за транспорт на информација и капитал помеѓу DAG-от и помеѓу самиот блокчейн. Така да, овој second layer, кој што е исто така практично IOTA, само што е блокчейн, нели? Самиот по себе е EVM compatible, значи сега работат моментално на тоа, ќе ви покажам само уште еден момент, каде што, како што кажавме, значи ќе има различен тип на апликации, NFTs, значи тоа е поентата фактички IOTA да може да биде смарт контракт. И поради оваа причина, како што кажавме, тоа го решава преку second layer солуција, и ако погледнеме самиот roadmap, гледаме дека моментално ова се работи кои што се завршени. Значи, вака сега, прво, Firefly на десктоп, Firefly mobile phone, значи тоа е за ствари апликации, односно тоа се оние десктоп апликации како на телефон, така и значи на PC. Потоа имаме IOTA 2.0 DevNet, каде што, како што можеме да видиме, ова е на некој начин надградување на самата IOTA, која што моментално е спроведена на Shimmer нодот. Тоа е фактички како што е Kusama за Polkadot, така и IOTA има свој тестнет кој што се нарекува Shimmer, каде што моментално се башат сите тестови пред исти да бидат имплементирани на главниот DAG во случајов, нели? Така да моментално гледате plugin based node software, затоа што понатаму на самиот second layer, значи вие ќе имате потреба од нодови, затоа што истиот не е DAG, така. Сега како тоа ќе го замислам, се уште не ми е точно, нели, јасно, значи нема многу податоци, тоа е проблемот. Значи, како што рековме, они фактички ја лансираат ова тестнет паралелна IOTA, како што е самата Kusama копија од Polkadot, каде што моментално ги имплементираат овие IOTA 2.0 и нели овие plugin based нодови, со тоа што моментално сето тоа се завршува и следно кое што треба да биде направено е уствари на истиот овој Shimmer да биде тестирано EVM compatibility.
Односно, ова е таа припрема каде што моментално гледаме за бриджот помеѓу Layer 2 блокчейнот и самата DAG IOTA, каде што буквално ќе бидат имплементирани смарт контракти кои што се EVM compatible. Значи во оваа ситуација со copy-paste вие ќе можете да префрлате проекти од Ethereum блокчейнот на самата IOTA. Со тоа можеме да видиме дека самиот roadmap моментално се движи кон практично развивање на овој практично Layer 2 смарт контракт блокчейн, кој што ќе биде исклучиво битен во потенцијално развивање на IOTA на глобална сцена. Значи размислете кога ваквиот DAG може да има истата брзина и практично истата да биде зголемувано колку повеќе учесници имате на пазарот, а истиот има сайдчейн кој што е моментално блокчейн EVM smart contract compatible. Така да ова е доста интересна работа која што ја развиваат, понатаму ќе видиме нели во детали како сето тоа изгледа, кога сето тоа ќе биде постигнато нормално, но ова е делот со roadmapот кој што сакам да ви го представам. И сега во однос на партнерства и во однос на вести околу проектот имаме доста интересни работи кои што сакам да ги споделам со вас. Значи ова е од нивната официјална страна, ако разгледаме за тоа кои се нивните партнерства, можеме да видиме дека имаат доста големи компании како и повеќето од овие проекти нормално. Значи прво забележете го ова. Ево. Така, значи познато ви ова. Така, гледате, значи самата шема не е за џабе направена. Можеме да видиме дека истите постојано се повторуваат. Сите овие информации постојано ги наоѓаме на различни места, но гледаме дека истите се многу поврзани. Така да гледате дека сите овие компании кои што моментално ги гледаме овде, кои што не се Ledger, можеме да ги најдеме кај сите овие посебни нели привилегирани блокчейн. Така да имате го тоа први, тоа не е за џабе. Land Rover, Jaguar, Dell, ова е Dell ново партнерство за кое ќе ќе поразговараме малку подоцна. И сега натаму, како што можеме да видиме, имаме доста различни, гледате, значи solution партнерство, ова се различни партнерства во однос на тоа каков тип на работа работат заедно. Гледаме, значи пак реков, значи повеќето од нив не ги знам затоа што ова се тек компании. Верувам дека вие ќе имате многу поголема представа односно тоа кои се истите, но верувајте ми, ова се верувачици кои што моментално ги поддржуваат, гледаме дека скоро сите големи ги поддржуваат. Тоа е доста битен знак нормално. Linux, нормално знаете кои се, че ова е оние кои што ги знам очигледно. Сега, ќе погледнеме една многу интересна вест во однос на партнерство, мислам дека треба да ви кажува се. Значи моментално ова е официјална вест, како што може да видите и сами, од Европската унија, каде што IOTA моментално влегува во следната фаза за европски блокчейн PCP, односно Pre-Commercial Procurement. Практично, они го тестира моментално IOTA за да биде истиот искористен за потребите на Европската унија. Значи, Европската унија да го користи како официјален блокчейн во потребите на своите институции или пак да речем како ќе биде меѓудржавен. Во секој случај, идејата е дека моментално Европската унија се обидува да го имплементира IOTA и ова моментално што го гледаме, уствари се дадени пробни проекти, ако можеби сте го виделе ова, можеби не, дадени се пробни проекти во однос на, да речем, одредени информации кои што треба да бидат проследени помеѓу институции, да се види како тоа би изгледало преку IOTA и тоа моментално се случува. Со тоа што и гледаме дека ова е втора фаза од самиот тест, каде што моментално и понатаму се даваат нови проекти на IOTA за да ја докаже својата компатибилност со она што е потребно на самата Европска унија. Значи, дали почнува да ви станува јасно каде е поврзаноста на ова со ISO 20022? Така да, нели, останува на вас, секој одлучува за себе, но јас ви кажав до крајот на март очекувам да имам соодветни количини од скоро сите овие токени со исклучок на Stellar, со оглед на фактот дека истиот немам потреба да го имам, значи имам доста голема количина на Ripple, така да ќе се фокусирам на останатите. Значи моментално имаме некоја средна количина на Algorand и мали количини од XDC и IOTA, но верувајте ми, планираме да имаме доста повеќе од она што моментално го имаме во вашето портфолио, затоа што истите нудат, како што можеме да видиме, пак ќе кажам, замислете да бидете првите 7 криптовалути кои што ќе бидат директно финансирани од страна на големите играчи. Значи зборувам големите играчи, не зборувам компанија, зборувам за најголемите корпорации и институции во светот. Така да имате тоа предвид, останува на вас. Јас повторно ќе кажам, че не ви кажувам дека треба да купите, но ако евентуално тоа се случи и оваа скица која што гледам моментално и сите овие вести кои се случуваат на вистина успее, тогаш јас би сакал да имам дел од тој колач, не знам за вас, значи повторно. И да постои ризик, значи вака или така сите овие проекти ќе одат нагоре во булмаркетот. Но имаат шанса да многу повеќе ако се привилегирани од страна на институциите. Мислам дека на сите ви е јасно. Веќе спомнавме, ќе го спомнеме уште еднаш дека имаат соодветно партнерство со Dell, каде што моментално работат на посебен проект кој се нарекува Alvarium, кој што треба да прави тракинг на моменталниот CO2 emission
односно на јаглеродниот диоксид, како од институциите, како од државите, така и од посебни сегменти, да речеме ако сте компанија, може да ги ангажирате со собствениот софтвер и хардвер од Dell и IOTA, да го следат вашата емисија на CO2, за да имате практично потврда колку е вашата емисија. И нормално овдека не е спомнато, значи IOTA исто така со Dell развива и втор софтвер за Smart Cities, значи гледайте, каде што истиот ќе работи на тракинг на сите возила во градот во однос со тоа каков тип на конџестија, односно метеж имаме под патиштата со цел да може да ги насочи останатите да не го комплицираат, да речем, моменталниот метеж во сообраќајот, така да значи исто така ќе биде исклучиво користен и во посебни моменти на потребна на каде што има, да речеме, сообраќајна незгода, значи тоа беше исто така спомнато од нив, во ваков тип на случаи каде што треба да се пристигне до местото каде што се случила сообраќајката, ќе бидат користени IOTA и Dell како софтвер и хардвер со цел да се постигне начин како најбрзо да се пристигне до самото место. Така да како дел од Smart Cities тоа би било една од многу битни апликации кои што IOTA ќе биде дел од самиот. Значи ова е со Carbon Footprint, оно што го спомнавме, и овдека погрешна вест. Значи овдека е уствари Carbon Footprint кој што треба да биде следен од страна на Dell и IOTA заедно, додека ова е вест во која што според развој на блокчейн моментално, значи ова е нова вест, само да погледнеме кога е истата значи 19 февруари 2023 година. Според развој на блокчейн моментално истата е на 5-то место, верували или не. Значи и јас не може да верувам, но е моментално, значи знаете и сами GitHub е она платформа на која што се следат секаков тип на развој на еден блокчейн, значи од број на девелопери до број на проекти, развојни моментално на истиот и слично, каде што на 5-то место е IOTA, верували или не, така да тоа е многу битен податок во однос на тоа колку се развива овој проект. И пак ќе напоменам, доколку погледнеме, истиот има многу мал маркет кап. Значи, уште еднаш ќе напоменам, јас во овој дел бул маркетот не би купил волку мал маркет кап, доколку не беше оваа ситуација. Но, со оглед на фактот дека истиот нема дури ни 1 билион во маркет кап, мислам дека истиот има многу голем потенцијал за развој на сопствената цена, посебно ако биде институционално адаптиран. Чисто да напоменам уште еднаш. Сега, тоа е во однос на партнерствата и во однос на вестите за самиот продукт. Значи, немаме никакви судски и кривични случаеви и не верувам дека ќе имаме, посебно не за овие проекти. Во однос на техничка анализа ќе погледнеме, потоа се вратиме на токеномија. Значи, техничката анализа во однос на овој проект, значи јас направив скица, чисто да видиме каде се ногеме, иако моментално можеме само макро да погледнеме. Значи, гледаме дека истиот е доста стар, како што 2016-2017 година е во тракинг. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ако се сеќавате, ова има многу слична структура на самиот bull market на биткоин, каде што имавме 2017 година blow off top, 2019 година неуспешен bull market, за да имаме уште поголем во 2021. Така да во оваа ситуација јас верувам дека иако во претходниот bull market не успеа да го достигне претходниот all time high од тоа масивни $6.6, значи постигнал само 2.75, верувам дека во овој има голема шанса доколку пробие оваа макро тренд линија надолу, да успее да помине кон нов all time high, но останува да видиме нормално. Сега, гледаме дека веќе 2 пати, значи односно 3 пати во bear market пристигнало на истата цена која што постојано е постигнал, негде околу 13-14 центи, што е добар знак, тоа значи дека ова е многу јако ниво и под истото не очекувам истиот да падне, посебно со оглед на фактот дека сега моментално нема вести за било каков тип на пад на криптопазарот и гледаме дека имаме втор тренд кој што моментално се движи од претходниот bull market и гледаме дека истиот е сега моментално пробиен во последните 2 месеци. Тоа е многу добра вест, посебно со оглед на фактот дека се наоѓа и над bull market support бендот. Тоа ќе го погледнеме на неделниот чарт, нормално на месечниот чарт како и сите останати. Како и на сите останати проекти кои што моментално ги имаме, знаете и сами во почетокот на bull marketот, односно ова е практично првиот момент каде што имаме преминување на сигналната и базичната линија во обратен правец на MACD и оваа зелена точка што значува крај на самиот bull market, така да на месечно ниво е практично идентично кај сите проекти моментално, со тоа што на неделно ниво каде што моментално се наоѓаме над bull market support бендот, што е многу битна работа и гледаме дека истиот задржа како практично поддршка после прекршување на овој канал и моментално имаме нов тренд кој што моментално ја движи цената на IOTA нагоре. Значи проблемот, значи она што може да го видите и сами,
овој месечен тренд потекнува уште од далечната 2018 година, кој што претходно исто така бил на некој начин дно на претходниот бер, со тоа што пробив на истото ниво е уствари многу голем знак за почеток на следниот бул, како и bull market support бендот, така и моментално овој тренд кој што го имаме во нагорна линија, кој што успеа веќе да задржи цената еднаш и пробивање на овој канал. Значи се е булиш, но да не забораваме дека на неделно ниво веќе се наоѓаме доста високо. Иако имаме доста простор за движење нагоре, тоа не го менува фактот дека како и сите останати коини, и IOTA се движи паралелно со движењето на биткоин. Така да гледаме дека веќе 74% од апсолутно дно е во пораст, што е доста многу, но нели останува да видиме како ќе се движи и понатаму самиот bull market, за да видиме нели како ќе се движи овој коин. Така да има уште многу голем потенцијал за растење, значи во една или во друга насока ние секако сме во профит доколку го земеме овој коин во нашето портфолио, но пак ќе кажем потенцијалната институционална дотација е многу битен дел од овој проект. Така да тоа е околу сам, че ова е накратко, може да видите дека се како во овој дел од чартовите се доста идентични сите проекти моментално во криптосекторот, затоа што се сите сега некои од нив се малку повеќе во профит, некои малку помалку, но генерално се сите на истиот начин поврзани со биткоин самиот чарт. Следно кое што можеме да поразговараме е, како што кажавме, тоа е околу зрелоста на пазарот, roadmap го поминавме, bull и bear, тоа веќе е јасно после самата анализа. Да, значи останува уште токеномијата да објасниме на самиот IOTA. Сега, токеномијата на IOTA значи е малку, како да кажам, лоша, затоа што моментално има околу 2 трилиона и 779, устари 2 билиони и 779 милиони токени, значи тоа се финална, нема повеќе, значи тоа е тоа, тие се моментално токените, со тоа што проблемот во оваа ситуација, како што го кажа нели самиот некој од овие автори кои што ги следам, проблемот е што кај другите, значи колку повеќе се користи самиот токен поради самите физ, толку повеќе и самиот токен расте на цена. Додека тоа нема да можеме да го видиме кај IOTA затоа што не постојат физ. Сега, во исто време, значи моментално пак на некој начин е малку дефлационен затоа што луѓе кои што ги губат своите клучеви или кои што купиле па не знаат каде ги оставиле, на некој начин ги вадат до циркулација овие токени, но битно е дека нема инфлација, односно не се произведуваат нови. Така да тоа е најбитниот дел кој што мора да го забележите. Сега пак ќе кажам, се сеќавате, јас веќе напоменав дека и IOTA како и останатите се крајно централизирани. Че тоа е вистина, иако во моментот кога беа правени овие да речем слайд шоуа, 30 новчаника поседува повеќе од 50%, моментално нема голема разлика. Значи јас ги отворив најголемите IOTA адреси за да ви го покажам тоа, но е навистина доста централизиран. Значи можеме да погледнеме дека во топ 10 веќе имате 37, топ 20 имате 46, топ 50 имате повеќе од 57. Значи 50 луѓе поседуваат повеќе од 57-58% од овој коин, со тоа што ако ги погледнеме овдека гледате дека пак не е некој многу, но поентата што ова се приватни новчаници, че немате фондација, немате значи тим, сето тоа е распределено помеѓу корисници. Со тоа што во одбрана, значи самиот тим на IOTA неколку пати има изјаснето дека овие големи корисници се уствари и самите менувачици кои што се партнери на IOTA, затоа што вие не може едноставно да имате, само да го најдам тој дел, значи не може едноставно да имате, мислам дека го изгасив за жал. Не може едноставно да имате толку голема адаптација на да речем сите големи менувачици, а истите да немаат IOTA. Значи тоа што они го користат како одбрана е дека менувачиците поседуваат голем дел од овие токени кои што ги користат како пул за потенцијални трансакции. Дали е тоа вистина или не знам, но како и да е, краткорочно јас верувам дека IOTA без разлика на се, без разлика дали е централизиран или не, IOTA има голем потенцијал, барем според нас како тим, поради потенцијална институционална дотација. Повторно ќе напоменам, ова не е финансиски совет, вие мора да размислувате и да направите истражување самите себе си, дополнително на ово што моментално ние го објаснуваме, но ова, кога би бил некој нормален проект, би било за нас многу големо црвено светло и ние не би размислувале да го купиме, но не и во оваа ситуација. Ви кажувам отворено, значи explorer.iota.org е уствари местото каде што може да ги проверите сите трансакции кои што се наоѓаат на Tangled, како и потоа на блокчейн на самата IOTA, и кога веќе
погледнуваме, можеме да видиме дека е на скромно 71 место од максимални 100, во кое што има само 742 милиони маркет кап, што е стварно мал и може има голем потенцијал за раст, затоа што пак ќе кажам, доволно е да биде прифатено од Европската унија, да биде значи нели блокчейн кој што ќе се користи по институциите, вие ќе добиете огромен капитал. Така да имате тоа пребит, еве зборувам како пример. И моментално е во тест фаза, но замислите кога ова би било комплетирано. Така, а да не забораваме дека моментално исто така и дел од ISO 20022. Затоа и велам дека според нас има голем потенцијал, неговиот блокчейн иако централизиран во однос на овој дел со координаторот, повторно ќе кажам, значи нас тоа не ни смета кога станува збор за профит. Во оваа ситуација, значи пак ќе кажам, борбата за тоа дали купувате децентрализирани или децентрализирани отпаѓа во моментот кога станува збор за профит. Така да според нас, ако ги ставиме негативните и позитивните страни на една и на друга страна, можеме да видиме дека има многу повеќе позитивни во однос на тоа од кого планираат да биде адоптиран, затоа што ќе напоменам уште еднаш, значи ваквиот тип на институции, држави и корпорации никогаш не би се замешале себе си, барем не сега за сега, со крајно децентрализирани проекти. Така да јас и затоа постојано напоменувам дека сите овие проекти кои што ги гледате овдека на еден или друг начин се доста централизирани, а тоа е многу битно на самите моментални, да речем, водачи на светот, затоа што на тој начин може да ве контролира. Односно, може да ви кажа што смеете и што не смеете да направите како компанија или во случајот да речем фондација или што е да се. Повторно, тоа е крајно обратна цел од самата поента на блокчейн технологијата, но во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш, овој канал првенствено е за профит во крипто сектор. Така да понатаму ќе се бориме против оваа централизација, но прво треба да имаме со што. А повеќето од нас, јас многу пати го кажувам, ќе го кажам уште еднаш, немаме доволно ниту за основен живот, а да не разговараме за борба за централизација или децентрализација на глобална сцена. Така да се фокусираме прво на сопствениот профит, а потоа кога ќе добиеме профит, ќе разговараме за тоа како можеме да допринесеме за борба против ваквата централизација и привилегирање на ваквите проекти. Така да уште еднаш ви благодарам како и секогаш за она што го следевте нашиот канал. Гледате, значи успеавме да го обработиме и овој и како што може да видите и понатаму, значи ние имаме веќе на некој начин 13 видеа за 13 различни коини и токени од топ 100, значи навлегуваме се повеќе и повеќе во овој проект. Се надевам дека нели ќе имате корист од истиот. Ќе напоменам уште еднаш, значи не може исклучиво да го користите нашиот канал како единствен извор на информации. Јас постојано ви напоменувам дека треба да направите и сопствено истражување, затоа и го правиме ово да видите како се прави едно сопствено истражување. Во денешно време имате огромен број информации кои што може да ги најдете многу лесно. Значи не може да ми го каже некој тоа пред 20 години, но денес секој може да ги најде информации, потребно е само малку време. А станува збор за ваш капитал. Така да паметно е да се информирате пред да инвестирате во било што, да знаете точно со каков ризик влегувате во одреден проект. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи ова што моментално гледате е скицата за ISO 20022 кој што треба да стапи на сила со само 8 дена од денес. Денес е 20 февруари и не знам како тоа ќе се одрази, може ќе биде веднаш, може ќе биде после година дена, но верувам дека овие проекти ќе имаат голем бенефит од истото. И поради ова, уште еднаш напоменувам, голем дел од овие проекти ќе се најдат од нашето портфолио веќе на крајот на овој месец. Значи, на некој начин очекуваме да видиме дали ќе има можеби уште некој пат, затоа што гледаме некои ситуации на и доколку добиеме потенцијален уште една корекција надолу, значи колку и да е истата, ќе гледаме да реалоцираме уште дел од нашето портфолио или пак да реалоцираме од оние поголеми, да речем, делови кои што поголемите структури кои што ги имаме во нашето портфолио, ќе може да префрлиме нешто во овие потенцијални проекти за, како што кажаме, идните. Така да уште еднаш ви благодарам на соработката, се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со истото темпо, се надевам дека сте задоволни со нашата работа и како секогаш, значи за последно би оставил дека вие сте наша реклама, значи нашиот канал се повеќе и повеќе расте, нашата заедница се повеќе и повеќе расте, вие помагате да дистрибуираме повеќе информации за крипто секторот назад до вас. Така да сето она што го споделувате со нас, ние го споделуваме назад со заедницата, оние информации кои што се битни, повторно гледаме тоа да го направиме со име и презиме на оние кои што допринеле за каналот. Можеби не секогаш е возможно, но како и да се трудиме што може повеќе да инволвираме самата заедница. Значи, откако ќе завршиме со последниот проект, само да напоменем уште еднаш, значи тоа беше проектот HDC, каде што рековме после XDC останува да ги обработиме и оние кои што ни фалат, а тоа се Litecoin и Monero,
посебно со оглед на фактот дека Litecoin има халвинг ова лето, значи ќе гледаме да го обработиме еден од оние кои што ќе бидат први на нашата листа, потоа Monero нормално, значи поентата беше да ги завршиме прво ISO 20022 токените, а потоа да се вратиме на овие два кои што исто така и гласавте и вие самите, и понатаму нели ќе предложиме нови 4. Како идеја кога ќе дојдеме до крајот на овие анализи на коините кои што веќе ги гласавте, ќе продолжиме понатаму со нови. Како што кажав, гледам тоа да биде од различен market cap, да биде од различен на некој начин тип на категорија на криптовалути, со цел да биде поинтересно и да гледаме да опфатиме различни проекти нормално. И ќе напоменам како се движиме понатаму во следниот bull market, така ќе работиме и помали маркет капови. Значи не ни замерувајте, тоа е повторно на некој начин за сигурност на заедницата, со цел да не се залетаат во мали капови кога се уште е нестабилен самиот пазар, може да видите и сами. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.